Благодарам, почитувана амбасадорка на Швајцарија во Република Северна Македонија, ваша екселенцијо, господја Сибел Сутер Техада, почитуван градоначалник доматин на општина Берово, господин Звонко Пекевски, почитуван градоначалник на општина Пекчево, господин Драган Тренчевски, почитувана директорке на јавното предпријатие Национални шуми, господја Јулијана Николова, представници на оваа институција, советници во кабинетот на председателот на владата, почитуван директор на дирекцијата за заштита и спасување, господин Беким Максути, почитувани присутни советници, представници на амбасадата на Швајцарија, представници на Фармахем, на државните институции и сите останати присутни. Чест ми е што денеска тука во Берово повторно сме за една убава работа, за нешто што е значено за оваа општина, но и за општината Пекчево и регионот. Први и пред се сакам да се извинам заради тоа што и да ги пренесам поздравите од председателот на владата. Денеска е вторник, има редовна седница на владата. Меѓутоа, тука сум заедно со сите вас да ги пренесем и честитките и поздравите и да се обратиме секако на овој значаен настан. Тоа е денешната донација за територијалната противпожарна единица на општина Берово, донација која што е од исклучителна важност за безбедноста на граѓаните, но и за заштита на нашето природно богатство шумите. Во овој контекст пред се сакам да изразам голема благодарност до амбасадата на Швајцарија, како и до Швајцарската агенција за развој и соработка, не само за овој, туку и за сите останати проекти, донации, за целиот фокус кој што го имат и во регионот и за целокупната соработка со владата, преку која што навистина правиме добри дела заедно со вас за граѓаните на целата наша земја. Во овој случај и за донацијата која што денеска имаме чест да ја промовираме, а тоа е донацијата за противпожарната единица овде во Берово и за подржниците на јавното предпријатие Национални шуми во Берово и во Пекчево. Донацијата се спроведува како еден од приоритетите дадени во акцијскиот план на пилот регионалниот план за унапредување на шумите во Малешевискиот регион, подготвен во рамки на програмата за зачувување на природата во Северна Македонија. Проект на Швајцарската агенција за развој и соработка, а координиран од Фармахем од Скопје. Преку оваа донација и овој проект, територијалната противпожарна единица овде во Берово, а со тоа и во Пекчево, денеска добива 4 нови противпожарни возила, едно големо, 3 помали, како што се објаснати во самата спецификација, како што може тоа да го видиме, опрема за самите пожарникари, дрон, како и обуки за пожарникарите за управување со целокупната опрема. Преку неколку факти ќе појаснам зашто оваа донација е важна за целиот овој регион. Оваа противпожарна единица ја покрива територијата на општина Берово, но и на општина Пекчево, со околу 20.000 жители во 2 градски и 14 селски насели. Досега оваа единица располагаше со дотраена техничка опрема, дотраени средства за гасење на пожари и со возило од минатиот век. И затоа оваа гледка денеска, ова што денеска го промовираме, особено битно и е пример како треба да го напредуваме секторот и во останатите региони. Шумите во нашата земја, особено во овој регион, исто така се подложни на пожари, особено во текот на летото, и затоа е важно да имаме навремено мониторирање, превенирање и постапување во случај на критични настани кои што ги имаме. Не смееме да дозволиме познатиот Малешевски шумски венец да биде загрозен, ниту пак да биде загрозена безбедноста на граѓаните од овој регион. Затоа новите противпожарни возила, како и целокупната донација од нашите меѓународни поддржувачи се од исклучителна важност не само за екипираноста на Беровската територијална противпожарна единица, туку и за безбедноста на граѓаните во урбаните и во руралните подрачја, како што е и намената самата опрема за пожарникарите и за заштитата на животната средина. Дополнително би потенцирал дека важна основа и улога во одржливото управување со шумите и шумското земјиште има и регионалниот план за унапредување на шумите,
во овој регион кој се заснова на 3 столба: економска вредност на шумите, биодиверзитетот и социјоекономските вредности. Почитувани, владата континуирано вложува во подобрување на условите за живот во секоја општина, во секој сегмент што е важен за секојдневниот живот во општината. Токму во тој правец, само во последниот период се донесоа повеќе одлуки, а и денеска на владината седница е програмата од ТАВ, каде што дополнително на 20 проекти значени за жителите и граѓаните од сите региони се одобруваат и ќе се спроведуваат во периодот што следи. И преку програмата за равномерен регионален развој, и преку програмите на Министерството за финансии, на Министерството за земјоделие, во секој еден поглед бевме фокусирани на што подобра инфраструктура, модернизација, подобри услови за живот на сите граѓани. Тоа е на врвот на приоритетите на оваа влада и тоа се ветувања кои што особено во овој регион во изминатиот период сме ги дале. Истовремено, високо на нашите приоритети покрај другото е заштитата и на природата, на нашето најголемо богатство кое што треба да го чуваме. Затоа, покрај програмите на владата, покрај буџетските средства, покрај сите елементи и сегменти преку кои што владата и централната власт ги поддржува проектите кои што се подготвени од локалните самоуправи, и може да потенцирам дека навистина во овој регион имаме локални самоуправи кои што се исклучително подготвени и со проекти, со документации, и верувам дека ќе продолжиме во наредните години да спроведуваме се повеќе проекти кои што се од значење за граѓаните. Меѓутоа и овие донации и овој тип на соработка со заедничко учество и поддршка на нашите значајни меѓународни пријатели и поддржувачи во овој контекст и швајцарската амбасада се голема помош и поддршка за нас за исполнувањето на сите цели и за исполнувањето на програмата за работа на владата која што имаме пред се. За крај уште еднаш во името на претседателот на владата Зоран Заев, во име на македонската влада, се заблагодарувам на амбасадата на Швајцарија, на Швајцарската агенција за развој и соработка, за целокупната поддршка што ја дават, како што подвлеков, не само за овој регион, туку за сите региони од државата и за сите проекти за кои што давате енергија, се вложувате и навистина се соживувате со нашите граѓани, со жителите од овие региони и давате несебична поддршка за нивна имплементација и реализација. И верувам дека заеднички ќе продолжиме да ги реализираме нашите приоритети и да создаваме се подобар живот и услови за живот во овие средини, каде што нашата цел е да ги задржиме жителите и граѓаните, каде што нашата цел е да ги вратиме младите и да изградиме систем, но не само и институции, туку да изградиме и соодветни услови каде што ќе ги убедиме и увериме младите во нашето национално македонско богатство и во условите за живот кои што може да ги имаат тука, дома, во нашата татковина. Уште еднаш благодарност од претседателот на владата и од целокупната влада за вашиот несебичен придонес. На вработените во противпожарната единица овде во Берово им посакувам успешна и безбедна работа и се повеќе модернизација, опрема, вложување и во опремата, но вложување и обврска за градоначалниците да вложат и во човечкиот капитал и во сето она што е битно, да се создадат услови за работа на противпожарната единица и на сите останати битни и круцијални институции во општината. Благодарам на вниманието и уште еднаш благодарам на честа што во име на претседателот на владата имав прилика да ве поздравам и да навистина бидеме заедно на овој убав настан овде во Берово. Благодарам.